Добро вечер во Топ тема. До председателските избори остануваше непол месец до почеток на официјалната кампања, уште точно една недела. Кој е рейтингот на тројцата председателски кандидати? Какви резултати покажува споредбите по етничка и по партиска линија? И што би се случило доколку има втор круг председателски избори? Одговорите на сите и уште неколку други прашања ги даваат резултатите од последната анкета што ја спроведе агенцијата Проспект во периодот од 13 до 19 март на стандарден примерок од 1001 испитаник, а резултатите се подложени на статистичка грешка од 3,1% со прифатливо ниво на доверба од 95%. Резултатите на анкетата вечерва ги анализираат Марко Трошановски од Институтот за демократија Societas Civilis. Добро вечер. Алберт Мусли од невладината АДИ и Александар Кржаловски од МЦМС. Почнуваме веднаш со првите резултати, со рейтингот на тројцата кандидати за председател на државата. Ги презентира Боби Христов. Боби, повели. На една недела пред стартот на изборната кампања, ова е прво мерење на рейтингот на председателските кандидати. И првото прашање е она стандардно, доколку утре се одржат избори, за кој кандидат би гласале. И според одговорите, во водство е Стево Пендаровски, кандидатот на СДСМ, ДУИ и Здружен и нивната коалиција. 25% поддршка за Пендаровски, 22,4% за Силјановска, 10,9% за Блерим река, 2,6% поени. Овој момент според оваа анкета е водството на Пендаровски пред Силјановска, но не се беззначајни ни оние 17,9% кои сте изјасниле дека нема да гласаат за ниту еден од предложените кандидати и оние 18,3% кои што се уште не одлучиле за кого ќе гласаат. Веројатно оваа бројка ќе биде клучната околу тоа колку тие 2,6% поени ќе се зголемуваат и на чија страна и на чија сметка, но одиме понатаму, бидејќи неопходна и споредбата на податоците според етничката припадност на испитаниците, и таа е клучна во овој од многу аспекти во вечерашнава анализа. Кај македонците во водство е Гордана Силјановска со 32,2% поддршка, наспроти Стево Пендаровски со 26,1% поддршка. Специфично е што кај албанците поддршката на Блерим река е 41,4%, за Стево Пендаровски би го поддржале 15,2% од испитаниците албанци, значи уште еден интересен показател околу на тамошната анализа, а тоа се таа разлика од околу 6% поени кај македонците меѓу Пендаровски и Силјановска и големата поддршка на Блерим река кај етничките албанци. И веројатно на ова треба да се надополни и следната табела, а тоа се според бејните податоци по партиска припадност. И тука недвојбено е дека кај Пендаровски и кај Силјановска секој доминира меѓу своето членство. Пендаровски меѓу членството на СДСМ, Силјановска меѓу членството на ВМРО ДПМН. Но она што е специфика е состојбата кај Блерим река. Тој ужива апсолутната поддршка на приврзаниците на Алијансата, на БЕСА, на ДПА. Но она што е исто така значајно е дека дури 57,1% од поддржувањето на ДУИ би гласале за Блерим река, се извинувам, наспроти 25,7% кои што би го поддржале Пендаровски. Специфични показатели од кои веројатно во следните денови многу ќе зависи и кроењето на стратегијата на тимовите на председателските кандидати. Кој од каде би црпел дополнителен контингент гласови, веројатно е клучното прашање, но тоа Сања го оставам за понатамошната анализа со твоите гости. Повелете. Да, Боби, дефинитивно за тоа ќе разговараме подоцна. Да почнеме од она што почнавме, тоест рейтингот на тројцата кандидати. Разликата меѓу Пендаровски и Силјановска е 2,6% поени.
Велиме во рамките на статистичка грешка, Трошановски, како ги коментирате сите рейтинзи? Не се ни прилично се и високи. Во рамките на статистичка грешка, кога е одредена разлика, кажува дека тоа всушност не е разлика, односно дека едниот и другиот кандидат во тој интервал на плюс-минус некој процент може истовремено и да биде изедначен или да има и повеќе од другиот, иако бројките навидум покажуваат предност на Стево Пендаровски на прв поглед. И ова е главната одлика на расположението на јавноста, барем во првиот круг, дека што се однесува до нивната поддршка за Стево Пендаровски или па Гордана Силјановска, јавноста е поделена. Поларизацијата во општеството е евидентна дефинитивно и на председателските избори, што можеме да видиме и по вкрстувањата со партиската припадност. Дефинитивно не станува збор за надпартиски кандидати, барем не се така перцепирани кандидатите, особено Стево Пендаровски и Гордана Силјановска. И токму поради тоа, поларизираноста, односно поделеноста на поддршката кај нив е рефлексија и на поларизираноста помеѓу симпатизерите на двете најголеми политички партии. Морам да напоменам дека навидум рейтинзите се прилично високи, во голем процент гласачите, испитаниците се имаат определено за еден или друг кандидат. Дали ова ќе се рефлектира понатаму во самиот избор, на самите изборни денови, е прашање и би имал резерва тука, особено со оглед на минатите анкетни искуства и прогнози, со оглед на сето тоа и нормално непрочистениот избирачки список и погрешната демографска слика што ја дава застарениот попис. Мислам дека излезноста ќе биде малку пониска од ова што го гледаме и со тоа и цензусот до некаде ќе биде доведен во прашање. Но кампањата се уште не е почната, мораме и тоа да го имаме предвид. Ова е правено. Во резиме би било нешто кондензиран впечаток од ова што беше презентирано од првите податоци. Велиме Кржаловски, сепак голем процент да се изјаснуваат за сите кандидати, висок има и бледи им река, со оглед што не е поддржан од најголемата партија на албанците, туку од две помали, тој исто така има 10,9% поддршка. На што се должи? Дали порано сме имале толкава поддршка за кандидатите уште пред стартот на кампањата? Би се вратил малце поназад. Прво, зошто ја правиме оваа анкета нарачена од МЦМС Институтот за демократија, која ја правеше еден проспект и причината зошто и понатаму и за секој избор е веќе неколку циклуси и правиме затоа што ова е податок од јавен интерес и луѓето треба да знаат какво е нивото на доверба во одредени кандидати и треба да имаме доверба во таквиот систем на анкетирање. Во Америка секој ден се прават по неколку анкети за дневно, значи за рейтингот на председателот, а и за Конгресот и за мал милион други работи. А ние не сме голема држава, па секој ден да правиме, ама отсуствува било какво мерење на јавното мислење. Изборите се еден од начините да се провери колку и анкетните куќи прецизно ги прават работите, бидејќи на крај соочување со реалноста и резултатите. И во таа смисла мене ме чуди што знам дека исто и тука се прават доста анкети, особено по нарачки на партиите, не ми е јасно зашто не се публикуваат, зашто не се тоа е податок од јавен интерес и зашто едните и другите, па дури кои имаат предност во самите анкети, не ги објавуваат, а мислам дека тоа треба да почне да се прави, да се демистифицира дека е тоа кој знае каква тајна, па сега треба да правиме нарачки и се трошат големи средства за анкети. Дека не е тајна и дека вреди да се прави, мислам дека покажавме и ние изминативе 2 години да. И тоа треба да го има. Затоа ја направивме и оваа. Сега има тука доста интересни работи во споредба со тие. Почнавте со високиот рейтинг и пак е споредно со претходната декемвриската првата, која не се знаеа кандидатите. Имаше десетина лица кои се вртеа во јавноста како можни кандидати и вклучително и лидерите на двете најголеми политички партии или повеќе. И нормално кој има 10
кандидати, ретизите на сите поединечно се мали. Иако добро памтам, Гордана Силјановска имаше 2,5, Стева Пендаровски 6,8. Сега друга е приказката која се само 3 во игра, тој контингент на доверба или тие 100% се распоредува само меѓу нив 3, затоа е пораснато од многу од претходната анкета. Сега не проверав наназад години да видам како било, но уште еден податок кој е јасен, дека овде се покажува дека ќе има голема излезност, 57 или 67% од анкетираните изјавуваат дека ќе излезат на гласање. Но да се подсетиме на референдумот, во првата анкета во јули, исто така толкав процент, дури поголем 68% рекла дека ќе излезат, на втората 58%, а се видовме што се случи, на крај испадна 37%. Ние со такви изјави од граѓаните прогнозиравме 44% дека ќе биде на крај. Да, меѓутоа референдум и избори е сосема различна работа и тука партиската споредба ни покажува кога се партиски мотивирани кај избори дека имаме и поголема излезност. Добре, овде беше не знам колку е соодветно да ги споредуваме референдумот. Не се постигна заради тивкиот бојкот и тоа е јасно, значи ако нема учество на големите партии. Меѓутоа е сосема различно. Нема, но со резерва треба да се прими првичниот податок дека 67% ќе излезат. Ние проверувавме, ќе зборуваме малку понатаму. Да, излезноста никаде оставивме за крај. За тоа дека сепак не може да се очекува дека толку ќе бидат ни во првиот круг, дефинитивно цензусот ќе биде најчувствителната работа. Голем релативно да кажеме, еве на првава анкета, поддршка за кандидатот на Алијансата и Беса Блерим Река, 10,9%. Колку тоа би било некаде во гласови? Може ли таква некаква проекција да се направи? Зависи колку ќе гласаат, ама ако гласаат 1.10.9, 110.000. Да, тоа зависи од бројки. И тоа, мислам, очекувањата на сите страни покажуваат дека се над 100.000, например, за кандидатот Блерим Река очекуваат. И сакам да кажам дека кај албанските политички партии ова е на некој начин и мерење на силите на опозицијските партии со владачката дуи. Така да еден од бројките на кои мислам дека се концентрира и владачката дуи е на тие кои ќе му дадат поддршка на Река, затоа што тоа ќе значи зголемување на контото на политичкиот опонент и мислам дека тука ќе има и некој вид на концентрација затоа што таа бројка ако ја установи албанската опозиција условно речено, тоа ќе значи друг наратив, тоа ќе значи приправа. Може би одрежијата треба да ни го дадат по партиската кроз табулација. Дури 57,1% од поддржувачите на ДУИ се изјасниле дека ќе... Па затоа ви велам, од друга страна, тие кои го поддржуваат Блерим Река се фактички албанските опозицијски партии. И секое зголемување на тоа конто тие политички ќе го користат како измеѓу двата круга, така и после председателските избори, затоа што следни избори се парламентарни, дали се предвремени или редовни, така да тоа ќе му дае дополнителен буст, што би се рекло на политичкиот наратив кој тие го користат. И мислам дека ќе бидат прилично заинтересирани и излезноста да биде голема. Ако збориме за излезноста, можеби таа да биде и 70%. Ќе зборуваме на крај, бидејќи имаме некои... Не само да кажам, може да биде и 70%, ама од тие кои се тука. Тоа би го поврзал со што рече Марко, со пописот и избирачкиот список, колку он го рефлектира фактичката состојба. Ние може да имаме и 99% излезност, ако немаме повеќе од 1.300.000 или 500.000 жители де факто во државата. Така да, кај овие други бројки, мислам дека кандидатите ќе се концентрираат на овие 14,3 и 6,6, затоа што тие се или неопределени, или не сакаат да кажат за кого ќе гласат. Мислам дека тука ќе се води секако борбата, а мислам дека овие кои нема да гласат нити еден од кандидатите, имаат друга структура. Дел од тие кои никогаш не гласаат, но дел се и незадоволниците од двете поголеми партии кои имаат резерви кон кандидатите кои таа нивната политичка партија ја кандидирала. Така да во овие бројки не гледам ја
делови од опозицијата, наречено албанската, затоа што за нив ова е да се биде или да не се биде. Мислам дека ќе бидат прилично ангажирани на претседателските избори, наречено во првиот изборен круг, ради бројката која сака да ја постигнат. И од друга страна, мислам дека дури и кај владеачката дуи тука нема некој квантум на гласови кои би можеле да го црпа за изборите. Овде покажува навистина е голем процентот од 57 да, кои ќе гласат за кои би гласале за Блерим Река, што ми се наметнува прашањето каква кампања тогаш ќе води, ако знаеме колкава е битката меѓу БЕС и Алијанса против Дуи, а тука може да се мислам дека кандидатите тој ги ја почна кампањата, јас сум Блерим Река, јас сум албанец, гласете. Не, ја мислам дека кампањата на Блерим Река нема да биде, бар ќе се труди он да не биде, да биде партиски така неутрална за да придобие што повеќе гласови, Таква кампања може да очекуваме ние кај другите два кандидата, каде што и партиите кои ги поддржуваат ќе бидат сериозно вклучени во целиот процес, но тоа не е нешто ново. Но од друга страна мислам дека Блерим Река ќе се труди да балансира помеѓу тие две страни, иако партиите кои го поддржуваат секако ќе се трудат тоа негово конто да го рефлектираат и како свој. Гржаловски? Да, мислам дека ова е еден од најинтересните податоци во анкетата, тие 57% од поддржувачите на ДУИ кои би гласале за Блерим Река во првиот круг. Ќе видиме во вториот. Да, зборуваме за првиот. Но ова за првиот е интересно и на некој начин ми потврдува една изјава која даде еден професор албанец. Вика, за албанците не е толку важно дали си муслиман, христијанин, католик, најважната религија за албанците е албанството. Да, тоа е изрека на еден познат албански писател. Ова се потврдува со вакви односи, значи не е посебно што тоа не одлучува во првиот круг. Не е битно дали си член на ДУИ или на БЕС или на Алијанса, особено за симпатизерите на ДУИ, кога има кандидат албанец, гласот ќе оди таму. И тоа е прилично убедливо, скоро 60% на 25% за Стево Пендаровски. Тоа излегува дека е поубедливо од консензуалноста на кандидатот Пендаровски, иако 25% не е занимали. Не е малку, ама па тоа е нивни кандидат, така тоа е заеднички кандидат, тоа беше целата борба да биде консензуален, односно да така го представуваат тие дека е барем на нив две или на коалицијата на СДСМ плюс ДУИ, далеко е од консензуса, ама барем меѓу нив, но ова покажува дека и во членството на ДУИ има отпор кон директна поддршка на таа, особено кога има против кандидат албанец. Трашановски, според избите по етничка припадност и даваат предност на Силјановска, 32,2%, а 26% за Пендаровски. Тоа се специфични кај македонците. Да, кај македонците, да. Како што реков во мојот прв одговор, рейтинзите на двата кандидати на некој начин ги рефлектираат ставовите на партиските симпатизери проверени на претходните анкети. И на претходните анкети СДСМ во споредба со ВМРО кај етничките македонци губеше. Исто така и тука Стево Пендаровски во споредба со Гордана Силјановска кај етничките македонци е во понеповолна позиција. Ако се види и спремноста на симпатизерите на партиите да гласаат за еден или за друг кандидат, може да се види дека не баре кај македонските партии постои целосен консензус околу кој кандидат ќе биде положен, дали Стево или Гордана. 84% го поддржуваат од симпатизерите на СДСМ Стево, 84%, околу 84% Гордана Силјановска, што ви кажува дека не станува збор ниту за надпартиски кандидати, а како што гледаме во случајот со ситуацијата со ДУИ, која што беше коментирана од Алберт и од Александар, не станува збор ниту за консензуален кандидат во случајот со Стево Пендаровски, со оглед на тоа што партијата која што го номинираше како консензуален ДУИ, нејзините симпатизери очигледно гласаат по етничка инерција или идентификација, посодветно да се каже, отколку по препорака или по инструкција на партијата или пак дека барем препознаваат, односно не препознаваат во него некој консензуален кандидат, што се однесува на првиот круг.
И уште нешто, како што го прашави Муслим, може ли да се во гласови да се приточи оваа разлика од 2,6% меѓу Гордана Силјановска и Пендаровски? Тешко да се каже, тоа е заради нормално во неколку емисии, баш во неколку прилики, баш во вашата емисија го застапувам проблемот кој што сериозно надвиснува над сите овие анализи. Тоа е пред се, нели, застарениот попис, кој што се рефлектира врз одговорот кој што би требало сега да ви го дадам. Значи, ако земеме од официјалната бројка на 1.800.000 гласачи, тоаш 2% од нив се околу 36.000. Меѓутоа, дали реално постојат, односно живеат фактички во земјата 1.800 гласачи кои што нели би придонесувале на цензусот, одговорот се разбира, не многу сме далеко од таа бројка, дури на воопште живи луѓе, живи присутни граѓани во земјава, вклучително и на негласачите. И од тука со оглед на тоа каква е фактичката состојба, доколку сме, нели, 1.500.000, тоаш одговор би бил 30.000, не 36.000. И многу е тешко да се, нели, да се најде точниот одговор на ова прашање преку некакви статистички проценки. Ние отприлика доаѓаме до некоја проценка дека станува збор за 30.000 гласови разлика, но сепак со сигурност не можеме да одговориме и редно време е токму поради тоа пописот да биде направен, избирачкиот список да биде исчистен. Ако се сеќавате, оние 300.000 спорни гласови повторно се вратија на купче во избирачкиот список, оние што беа спорни по прочистувањето на истиот. И нормално активната регистрација на гласачи е многу важна за земји со голема диаспора и голем бран на иселување како и Македонија, односно не можете никому да го одземете правото на глас, но оние граѓани кои што долго време се надвор од земјата, доколку сакаат да влијаат на политичките процеси тука, треба да се регистрираат за гласање, како што е во многу други земји, Америка, Англија и така натаму, да не ги редам. Спротивно, они пасивно влијаат на превисокиот цензус кој што е потребен како и за со референдума, така и во овој случај кој што ни е потребен цензус од 40%, а реално ние целиме концензусот можеби и 50 и 60% да излезат толку луѓе гласачи кои што живеат во Република Македонија, што ни ги отежнува носењето на сериозни политички одлуки како општество. При да поминеме натаму на резултатите, Алберт, уште едно прашање. Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски ги повика практично гласачите од сите етнички заедници, освен албанците, да гласаат за нивниот кандидат Гордана Силјановска. Еве во оваа анкета таа има 0,4%. Добре, не мислам дека тоа е рефлексија на повикот на... Како го коментирате? Не, дека е рефлексија, он треба да се произјасни, треба да се произјасни дали тоа беше лапсус или реално не очекува не бара гласачи албанци да гласаат за нивниот кандидат. Тоа сепак треба да се произјасни. Мислам дека беше грешка, па дури да е и лапсус тоа што е направено, требаше да се произјасни. Требаше да се произјасни околу тоа. Мислам дека е погрешен пристапот. Од друга страна, со овие констелации, со овој наратив кој се користеше во минатиот период за преспанскиот договор, закон за јазик, така натаму, па дури и некои ставови на професорка Силјановска, мислам дека би било илузорно и да очекуваат гласови да добијат, нашто во првиот круг. Вториот круг секогаш политичките партии прават математики, но мислам дека и во вториот круг тоа би бил тежок маневарски потез за да може некој блок гласови да ги префрли на таа страна. Токму за вториот круг, доколку има втор круг на избори, во кои би влегле Стево Пендаровски и Гордана Силјановска Давкова, како тоа би изгледало, што ни покажа анкетата, повторно Боби Христов? Поврзано со претходниот сет прашања и дебатата кој на чии гласови можел да се надева, ја имаме и проекцијата за вториот круг под предпоставка, а се чини реална со оглед на изборната математика и соодносот на силите, доколку во трка се Пендаровски и Силјановска. Победник според резултатите од анкетата би бил Пендаровски со 32,4% од гласовите, наспроти Силјановска со 26,2%.
Тука, најспецифична, веројатно би била етничката констабулација, делумно и партиската околу прелевањето на гласовите на Алијансата, на БЕСА, па и на ДУИ, но некако се наметнува и дилемата дали овие бројки, оваа поддршка, заедно со оние 14,1% кои што одбиле да одговорат, 22,7% кои што не поддржуваат, се уште не се одлучиле за ниту еден кандидат, значи остварен цензус, што во моментов е многу сложена математика. Но, ете, ја нафрлам Сања како предизвик во стручните коментари на Кржаловски и Трошановски. Повелете ви и од мене едно прашање. Благодарам, Боби. Ете го прашањето до Кржаловски. Прво, каква е вашата анализа во вториот круг? За резултатите од анкетата во вториот круг? Многу битни разлики. Се зголемува предноста на Стево Пендаровски во вториот круг, но пак е во рамките на статистичката грешка, бидејќи за 20 кандидати поединечно по 3,1%, точно толку е 6,2 на граница, но е веќе повидлива предноста и исто тоа што е појасно е дека таа се должи заради гласовите на етничките албанци кои ќе излезат во вториот круг и скоро во целост ќе тие што ќе гласат. Овде немаме таа споредба. Колку гласови вие ја направивте поетничка? Да, во кај Гордана Селјановска останува под 1%, значи ВМРО се уште не успева да поврати дел од гласачкото тело етничките албанци на свое конто воопшто и веројатно тука ќе имаат простор за делување во кампањата, бидејќи ова се прави нели пред почетокот на кампањата. А за разлика од тоа во вториот круг скоро 35% од етничките албанци ќе гласаат за Стево Пендаровски. Интересно е што поголем број изјавиле дека нема воопшто да излезат и тоа го доведе до прашање цензусот, дали ќе се постигнат тие 40%, фактички од нив ќе зависи колку е и втора битна работа во овие се и партиските дистрибуции, односно пак кај ДУИ. Тука сега имаме пресврт, многу повеќе ќе гласаат за Стево Пендаровски, отколку што нема да излезат на избор. Значи, тука доаѓа веќе кога нема албански кандидат, оно што го рековме дека е карактеристично за првиот круг, да гласаат за албанскиот кандидат, кога веќе ќе нема кандидат албанец. ДУИ членството дисциплинирано ќе се излезе на гласање и ќе гласа за Стево Пендаровски, односно 58% од нивните симпатизери ќе гласат. Интересно и гласачите на БЕСА и Алијанса ќе се поделени, значи половината ќе гласаат за Стево Пендаровски, половина нема да излезат на гласање воопшто. И тоа ја прави разликата, односно ја компензира предноста на Гордана Селјановска, која во вториот круг кај македонците е 7,3%. Значи расте таа разлика во поддршката кај етничките македонци во корист на Гордана Селјановска, но со гласовите на етничките албанци вкупната предност на Стево Пендаровски расте исто така. Услио дали гласачите на ДУИ, како што вели Кржаловски, дисциплинирано ќе излезат и ќе гласаат за Стево Пендаровски и евентуално во вториот круг? Сите гласачи зависи како кандидатите се однесуваат. Прво малце ми е од кој пул, например, професорката Селјановска ќе ги извлече тие дополнителни проценти, дали од претходно тие кои гласале за Пендаровски, затоа што тие три кандидата се така да во вториот круг се 20. Не, малце би имал резерва и за таа разлика која се додава во вториот круг. Испаѓа дека дел од етничките македонци во првиот круг би гласале за Пендаровски, а во вториот би се префрлиле на Селјановска, затоа што тоа е тој квантум кој ќе гласа. Ја мислам дека кај ДУИ, бидејќи заеднички кандидат или така е промовиран, мислам дека во зависност од активноста на ДУИ, дека тоа бројка може да и да се зголеми, значи не мора да е 58%. Ние знаеме дека кога се активираат политичките партии, се зголемува и излезноста. Мислам дека да беше некое политичко прашање за референдумот, партиите ќе беа многу поактивни и бројката ќе се зголемеше и тога. За гласовите на Блерим река, ако не помине во втор круг, мислам дека све ќе зависи од наративот и разговорите кои ќе ги имаат политичките партии во
во меѓувреме. Тоа дека претседателот има албански гласови, тоа е од 90-та година па наваму се случува само еднаш. Претседателот со невклучување на албанските гласови па помина и тоа беше последниот мандат. Иначе не е некоја тајна дека за претседателските избори секогаш во вториот круг при изедначеност на кандидатите албанските гласови биле тие кои одлучувале. Разликата сега не сме имале претседателски избори каде што албанските гласови не биле тие кои превагнувале во првиот и во вториот круг. Тоа важи за првиот избор де факто на општи избори на претседател Глигоров, па на Борис Трајковски, па на Бранко Црвенковски, Ѓорѓе Иванов првиот мандат, само во вториот мандат со неучество се овозможи. Така да верувам дека таа бројка може да се зголеми и кај другите албанци. Да. Не, кај Силјановска не верувам. Ако нешто радикално не смени. Зависи од договорите што ќе ги има. За да ги мотивираат партиите. За да ги мотивираат партиите да се активираат поќе тие нивни гласачи да ги убедат да излезат на избори. Ако те излезат на избори, мислам дека многу е веројатно дека нивниот глас ќе оди за кандидатот Пендаровски. Таква беше атмосферата и пред 5 години кога не учествува на избори, така да тоа не е нешто ново. Мислите дека БЕС и Алијансата би ги повикале своите гласачи во втор круг да гласат за Пендаровски или за Силјановски? Ја мислам, видим, малце би било тешко во овој момент, ви велам, после сето тоа што го поминавме овие 2 години со закон за јазици и така натаму, да смогнат храброст од двете партии да ги повикаат нивните гласачи или гласачите на Река да ја гласат професорката Силјановска. Тоа тешко веројатно би било. Тие и ако одлучат да му наштетат на процесот, повеќе би повикале да не се гласа, отколку да тие бројки одат во контото на Силјановска, но мислам дека ако наративот оди добро помеѓу Пендаровски, тие кои го подржуваат него и бројките во зависност како ќе излезат, ако збориме за бројките, можам и за нив да кажам кои бројки по мене се тие преломните кои би значиле посериозно навлегување на албанските опозицијски партии. Се позиционираат како опозицијски партии, сега веќе во вториот круг се создава една чудна атмосфера. Во вториот круг секогаш сме имале преговори, но мислам дека може две можни варијанти да се, или да ги повикаат ако разговорите им одат добро во двата кампуса, или да ги повикаат да гласаат за Пендаровски, или да ги повикаат да не гласаат, или да не се активни во нивното повикување да не се гласа и евентуално да не се постигне цензусот. Така да 3 опции не верувам дека се за вториот круг, бар кај албанските гласачи кои ќе гласаат за кандидатот кој е подржан од албанската опозиција. Трашановски, како вам ви изгледаат бројкиве за вториот круг? Па ми изгледаат онака како што Кржаловски Алвар ги искоментира. Ја би додал други 2 интересни момента. Првиот е дека очигледно дека сите партии, вклучително и ДУИ, иако наспроти приличниот впечаток во првиот круг дека има револт кон партијата со оглед на тоа што гласачите не ги слушаат инструкциите на партискиот врв и гласаат за Река, очигледно е дека во вториот круг целиот тој процент на кампус на гласачи кои што ќе гласа за Река се враќа кон Пендаровски. Јасно е дека мобилизацијската моќ или идентификацијата симпатиите со ДУИ е се уште многу силна. Но покрај тоа, она што исто така интересно е и дека Мицковски во рамки на својата партија исклучително успева да воспостави и врати, да речем, контрола, бидејќи изминатиот период доста се зборуваше за фракционерство, слабење и така натаму, но може да се види дека речиси 90% во вториот круг од симпатизерите на ВМРО ќе ја поддржат Гордана Силјановска, што укажува дека во рамки на партијата Мицковски ја зајакнал својата позиција. Ова е еден нов податок на страна овие констатации кои што ги изнесоа во првиот блок по партиска. Во првиот круг веќе еднаков е бројот на приврзаниците на СДСМ кои гласаат за Пендаровски и приврзаниците на ВМРО ДПМН кои гласаат за Силјановска над 80%.
процент. Да, еднаков е, но многу е висок, исклучително е висок. Тоа сакам да кажам, значи 90% од симпатизерите одлучиле дека ќе гласаат за кандидатот кој што го поддржа Мицковски. Ова е новитет во политичката анализа и дебата од минатиот период, од аспект на тоа што многумина му препишува слабење на мобилизацијскиот потенцијал на Мицковски. Но очигледно е тука дека зад неговата одлука и кандидат стои, речиси, целото членство на партијата. Вториот момент што е интересен е исто така токму поради изедначеноста на кандидатите во вториот круг, односно нема никоја огромна разлика помеѓу Силјановски и Пендаровски. Дополнително ќе бидат мотивирани да излезат гласачи заради реалната можност и на едниот и на другиот кандидат да победи. Доколку разликата беше голема, бојкотот ќе беше многу поизвестен. Се разбира, тој зависи од други политички проценки, но малата разлика помеѓу двата кандидата ги стимулира и партиските и останатите гласачи да излезат што повеќе да гласаат, така да тоа може да се гледа и како еден позитивен импулс на гласачкото. Значи не верувате дека би можело да дојде до, нели се споменува таа опција ВМРО доколку се за бојкотот? Да, на вториот круг на да се каже, или што ќе влијае на во сите официјални изјави до сега бојкотот не е опција. Нели, барем на представниците на партиите. Индикации индици за сето тоа нема се уште за било каков бојкот, нити пак притаен официјален секако нема. Навистина е тешко да се каже, мислам дека процесот ќе изгуби ако имаме бојкот, динамиката на реформите ќе страда, меѓутоа и на крајшта не можам да согледам и дека последиците од неостварување на цензусот би биле катастрофални. Ке следат нови избори, во меѓувреме ќе имаме технички председател и тоа е тоа. Да, прво Муслију околу консолидација на ВМРО ДПМН. Да, значи дополнителна мотивација за ВМРО ДПМН е дека ова се први избори после локалните. Така да мислам дека мотивацијата кај ВМРО ДПМН што се рефлектира и во бројот на процентот на тие што го поддржуваат кандидатот е баш таа. Значи ВМРО ДПМН мислам дека на овие избори ќе се труди да постигне одреден број на гласачи кои ќе и даде наратив да го зајакне тоа барање за предвремени избори, за смени, така натаму. И ја имам некоја бројка која мислам дека е таа преодната, не би сакал да ја тука споделам, но верувам дека ако тоа се случи, да таа бројка и се собере, условно речено, третиот кандидат да има сериозна бројка од над 100.000 гласачи, мислам дека опцијата за бојкот не е исклучена, затоа што опцијата за бојкот би значила поголем притисок за евентуални предвремени избори кои би се одржале со евентуалните претседателски избори. Така да опцијата за бојкот не ја поврзувам јас со наративот кој ќе го користат. Ја мислам дека интересни би биле анкетите 7 дена пред избори. Знаете, партиите прават анкети многу почесто него што правиме ние као јавност и знаат точно каде колку луѓе ќе им излезат. Ако атмосферата се загрее и ако бројките скочат, мислам дека сите политички маневри ќе бидат во опција, а дел од тие политички маневри би бил и бојкотот. Мислам дека бојкотот не е решение ако вкупниот број на гласачи кои излегле не е многу голем, така да не и ако нема цензус, нема потреба од бојкот. Ако и не добие наратив кој би значил зајакнување, консолидација на својата партија и започнување на притисок врз актуалното мнозинство за евентуално ново политичко решение или предвремени избори, мислам дека од тоа ќе зависи во кој правец и ВМРО ДПМН ќе се движи. Но мислам дека таа дополнителна мотивација на членството на ВМРО ДПМН и лидершипот ќе се рефлектира и кај СДС, така да ќе имаме ние прилично ангажирани партии, и лидери и партии во новите претседателски избори, за разлика од минатите, колку год да беше атмосферата според нас активна, мислам дека овој пат ќе бидат многу поактивни, затоа што многу други работи им зависат од првичните бројки кои се добијат на претседателски. Да, тоа сакав да го истакнам, дека мислам дека кандидатурата на Блерин Река значително придонесува во превенција на немање цензус во вториот круг, иако тој нема да биде во вториот круг.
Зошто? Меѓу другото, анкетава го покажува дека заради него разликата е релативно мала или во рамките на грешката, како што велиме, што стимулира па се кампања на двете партии да навистина се борат за победа на нивниот кандидат на овие избори. Тоа, колку и да е, и стимулира борба и кај албанските гласачи, од ова што го видовме, значи и кај Дуи да се труди повеќе за вина гласови за Пендаровски, кај сите други опозициони партии на албанците за Блер им река да се направи таа разлика, да се демонстрира на некој начин незадоволство од политиката на Дуи, значи ќе има доста интересна борба во албанскиот блок, меѓутоа заради тоа ќе има и во македонскиот и оваа разлика што беше кај етничките македонци повеќе за Гордана, а во вкупниот број повеќе за Стева ќе придонесе во таа битка. И сега тоа кога ќе излезе на крај каков и да биде резултатот, прво учеството на Блер им река го намалува, ќе намали разликата меѓу Стево и Гордана, со тоа ќе му се избие, мислам, адутот на ВМРО-ДПМН од рака за евентуален бојкот на вториот круг. Ако биде мала разликата, тие уште повеќе ќе бидат мотивирани во вториот круг, дури да одат на победа, иако е малце да се очекува, бидејќи најголем дел од албанските гласови ќе се прелеат на контото на Стево Пендаровски, ако не направат нешто драматично во оваа кампања. Ама ќе немаат баш аргументи да се повлечат тогаш. Особено ако направат и добар резултат, што ќе зависи под излезноста, ама ако е активна кампањата и навистина има релативно голема излезност, ако стигне особено до милион гласачи, значи може да се надеваат на релативно високи бројки. Веројатно и поголем процент ќе има на гласачи кои ќе знаат и ќе бидат одлучени за. И тоа ќе им придонесе да го избие аргументот за бојкот, инаку од друга страна ако немаше кандидат албанец, а и беше постигната релативно голема, да речеме над 100.000 гласови разлика во првиот круг, тоа можеше да биде приказна за фалсификување на изборите, полнење кутии, едно друго, и да заради тоа ВМРО-ДПМН се повлечат вториот. Но и апсолутните бројки кои се добијат, мислам дека ќе дадат правец во кој ќе се движи и опозицијата во секој случај. Тука ќе направиме куса пауза за реклами и се враќаме со останатите резултати од анкетата. Гледате Топ тема на ваша страна, најновата анкета за председателските избори. Боби Христов ќе ни ги презентира резултатите, како граѓаните ги гледаат тројцата кандидати, кои се нивните главни карактеристики. Последниот сет прашање е поврзан со одредени карактеристики на председателските кандидати и одиме со брз преглед на табелите. Колку кандидатот, односно кандидатката е независен, тоа е првото прашање. Поголем број испитаници, 24,3%. Ја сметаат Силјановска за независна наспроти 19%, Пендаровски 13,1%, сметаат дека го доживуваат како независен Блер им река, ниту еден 28,4%. Следното прашање е колку кандидатот е близок до народот. Тука имаме предност на Пендаровски пред Силјановска од 2,4% поени. Ова се резултатите, но повторно имаме значителна бројка. 24,2% сметаат дека ниту еден не е близок до народот. Колку кандидатот е честен. Резултатите, барем во двобојот, Силјановска Пендаровски покажуваат безмалку изедначеност и мртва трка. 22,5% Пендаровски, Силјановска 22,1%, 5,6% Блер им река. Повторно го имаме оној голем процент, 34,2% ниту еден. Одиме и со следното прашање, а тоа е колку кандидатот ги брани државните интереси. Резултатот е мртва трка меѓу Стево Пендаровски и Гордана Силјановска, 24,8% сметаат дека Пендаровски ги брани државните интереси, 23,9% Силјановска, 7,6% река, околу 30% ниту еден, но и ова не е беззначајно прашање со оглед на наративот на патриоти и предавници во контекст на преспанскиот договор кој доминираше во предкампањата, веројатно ќе продолжи и во време на кампањата. И последната карактеристика која што ја издвојуваме е
прашањето колку кандидатот или кандидатката има углед кај странците. Овдека во убедлива предност е Пендаровски со 39,3%, кој што смета дека има углед кај странците, наспроти 14,2% кој што смета дека Гордана Силјановска има углед кај странците. Блерим река на ова прашање го има најмалата поддршка или само или од 3,6%, 22,2% е се оние кои што смета дека ниту еден кандидат ја нема до поддршката кај странците. Ете, тоа во овој сет прашања. А од мене прашања до гостите Сања, колку овие карактеристики се или ќе им бидат битни на гласачите во одлуката, ако имаме предвид се што претходно беше кажано, дека засега трката е многу неизвестна. Повелете. Еве, Трошановски, ги видовме резултатите. Нема многу голема разлика како гласачите ги перцепираат сите тројца кандидати. Колку им е битно еве на гласачите? Првото веројатно прашање што е поставено е колку кандидатите се независни. Колку се независни тројцата професори што ги кандидираат, што се кандидираат. Горе доле перцепцијата на кандидатите за карактерот или вредностите кои што ги имаат перцепција на гласачите за вредностите кои што ги имаат кандидатите кореспондира со тоа колку они ги поддржуваат како претседатели на оваа држава. Разликата е само во делот на тоа како ги перцепираат, дали ги перцепираат како независни од партиите и колкав е угледот кај странците на кандидатите за претседател. Тоа што го кажав и на почетокот, независноста од партиите очигледно дека не е најсилниот адут и дека се уште партиите не успеваат да ги представат. Па можеби мислам и дека не се ни трудат толку да ги представат како непартиски кандидати. Стео Пендаровски има најниска перцепција во овој дел. Луѓето најмалку сметаат дека тој е независен партиски, односно непартиски кандидат или независен од партиите, додека од друга страна и Силјановска видовме неодамна партијата целеше да добие изимот ИПП во Германија и да ја поддржи семејството на во Брисел беа како представници на ВМРО ДПМН како представници на ВМРО ДПМН, што мислам дека од една страна партиите ги ја држат реториката на своите кандидати како надпартиски, од друга страна во сите своји активности ги дури во наративото, односно пораките кои што тие ги плаќаат до електоратот, протнуваат партиски пораки кои што претходно од изборните штабови сме ги гледале. И токму и затоа мислам дека еве на пример во делот на честноста најголем е процентот на граѓаните кои што сметаат дека ниту еден кандидат не ја поседува таа карактеристика. Не мислам дека луѓето мислат на она морална честност кај кандидатите, туку на тоа дека на некој начин лицемерно се игра на картата на непартиска припадност. Нели што се однесува до угледот на странците, мислам дека кај странците тука гледам некоја логика што Пендаровски има значително повисок углед од, односно... Да, колку е пресудно толку поддршката на Преспанскиот договор. Да, затоа што тоа се разбира и поддршката за Преспанскиот договор значително игра улога, меѓутоа и функциите кои што претходно ги вршал во политиката придонесуваат на таквата перцепција за него, на сметка на професорката Силјановска, која што до сега била нели во доменот на домашната академска јавност најмногу активна и нели еден дел од својата кариера и како министарка, меѓутоа многу одамна и само во локален, односно домашен контекст. Кржаловски, како вам изгледаат овие бројки околу карактеристиките на Па добро, Марко главно ги кажа главните поенти. За мене две се тука. Едното е уствари дека потполно изедначено на повеќето параметри, дека
логично заради претходната активност на Стево Кандаровски, авторитетот кај странците или угледот доминира во тој аспект, а интересно е што Гордана Силјановска се гледа повеќе како надпартиски кандидат отколку Пендаровски, но најбитно за мене е ова што Марко го спомена, дека над 16-та, а тоа е на претходна анкета број 1 карактеристика која е битна за граѓаните при избор на председател. Симптоматично е тоа што најголем процент всушност рекле дека ниту еден од кандидатите не е доволно честен за нивните мерила. Иако веројатно заради самите кандидати кои имаат и се угледни професори со кариери и сето тоа, сепак е прашање што ова значи за мене повеќе поврзано со партиството, односно тоа што се партиски кандидати, до кое дередже е политичката култура симната или партиите ја направија таква и поларизирана, да дури самите кандидати треба да се замислат пред овој параметар дали треба да се кандидираат и особено како партиски или поддржани од политичките партии. Значи за мене ова е голема недоверба во самиот систем или самата политичка култура во државата, кога за главните кандидати, двајца кои, односно сите тројца кои се кандидирале за председател, најголем број од граѓаните викаат ниту еден не е доволно честен за тоа. Ти задни стојат. Само да го надополнам тука Кржаловски, мислам дека многу е важна, многу се важни аргументите кои што ги настапите, кои што веќе ги имаат во јавноста кандидатите, кои што апсолутно во голем дел отстапуваат од нивниот мандат или надлежности како председател. Слушаме дека кандидатите ќе се борат со еколошки проблеми, проблемите за животна средина, теми на вработување и така натаму. Нешто што не е страно и за претходните изборни циклуси на сите нивоа, и локални и парламентарни председателки, секогаш се мешаат ингеренции, се расфрлаат со секакви ветувања, меѓутоа мислам дека и со еманципација на политичката свест кај граѓаните, овој настап пред граѓаните се гледа и толкува како неискрен, нечесен, повторно ќе речам хипокритичен во еден домен. Муслију, како вам ви изгледаат оценките на граѓаните на... Мислам дека таа честноста е поврзана со перцепцијата на граѓаните за честноста на политичките партии. И затоа дека ги оценуваат партии. Да, и затоа мислам дека кандидатите толку инсистираа и на собирање на подписи да се покажат дека се кандидати на граѓаните, иако нормално поддршката на политичките партии ја има во целиот тој процес. И мислам дека самата бројка на тие и во првата табела која ни се покажа на тие кои не одлучиле или одбиваат да одговорат, е баш тој таргетот поради кој се труде во овој процес да се покажат. Секако дека имаше утки во целиот тој процес, затоа што не може да се одлепат од партиските аури кои ги имаат за себе и од целата таа машинерија која ќе користат во целиот тој процес. Така да не верувам дека оваа честност има врска со нивните личности. Така. По конкретно, но секако мислам дека дел од причините зошто се инсистира на таа надпартиска е искуството кое го имавме во минатиот период, кога председателите беа релативно рефлексии на ставовите на политичките партии. Некој помалку, некој повеќе, во последниот мандат апсолутно беше идентичен ставот на председателот со партијата која го номинираше. И затоа мислам дека граѓаните бараат и профил на кандидат кој ќе знае да се одлепи од ставовите на политичката партија кога тоа е штетно за граѓаните. Така да не е случајно што кандидатите, па дури и политичките партии, иако ги поддржуваат, иако одат со нив и на патувања, се трудат да ги презентираат као надпартиски кандидати, баш ради тоа искуство, затоа што и кај граѓаните нешто такво. Но тоа не е многу убедливо според. Па не е многу убедливо, затоа што и као општество сме станале скептични дури на некои работи кои се кристално јасно такви. Например, третиот кандидат реално не е политички ангажиран. Он е кандидат кој го поддржуваат опозицијски партии. Он не бил член ни на едната и на другата. Дури бил номиниран во период кога зборуваме за Блерим. Да. Така да мислам дека перцепцијата... Дали тој не беше ова кампања, некаква неофицијална, ги исто како
спомена Трошановски кај Пендаровски и кај Силјановска, ги рефлектираше ставовите на партиите кои Ја мислам дека не, он ќе се бидејќи труди. неговата кампања не Ја мислам дека во оваа фаза он ќе се труди да ги привлече гласовите и на тие кои се од владеачката албанска партија. Баш ради тоа е неговиот наратив е прилично неутрален, затоа што сака да го зголеми квантимот. Друго е како партиите тие бројки ќе ги користат во својот наратив. Но мислам дека он ќе се труди, иако таа машинерија ќе биде зад него, ќе го поддржува, да остане што понеутрален, за да може да придобие гласови од двете албански партии кои службено го поддржуваат, нели, кандидатот Пендаровски. Но има тука и ставови кои кого го разбирам што зборува, например. Да, мислам дека во овој изборен циклус ќе имаме поблиски кандидати до гласачите, сепак се тоа универзитетски професори на кои комуникацијата со публиката им е по секојдневна работа, така да мислам дека тука нема да веќе покажа дека академското ниво. Кој ќе биде поголем уметник, ќе го зголеми процентот на тоа кој е поблизок до народот, така да ако многу се занесат во професорската, како да кажам, улога, ќе стана многу понеразбирливи за обичните граѓани, затоа што сите граѓани не се студенти, а гледам такви тенденции и во пред кампањата, што би се рекло. Оваа недела ти одмара до Ја мислам дека оваа недела малце ќе искористат, така да овие ќе искористат политичките партии, веројатно ќе бидат корисни. И пред самиот крај имаме уште еден дел од истражувањето, се измери на некој начин некоја евентуална излезност на изборите. Беше поставено прашањето од 1 до 10, колкава е веројатноста дека ќе гласате на овие избори. 10 дека сигурно ќе излезат, се изјасниле 37,2%, меѓутоа голема е бројката и на оние што немаат намера воопшто да излезат на гласање. Кус коментар, Крджаловски и Трошановски? Па да, искуството со референдумот, почнавме се стандардно да го прашуваме и ова прашање, колку е веројатно, бидејќи видовте на првото прашање, 67% се изјаснуваат дека ќе излезат, но нормално или логично или вообичаено е на анкети, нели да се одговарат по пожелните одговори или оние кои не те обврзуваат многу. Значи, полесно е да кажеш на анкета дека ќе излезем, отколку на вистина да излезеш на денот на гласањето за разни причини и заради тоа се поставува дополнителното за да се види колку може да се верува на тој првиот податок. Интересно беше во времето на референдумот, кога во втората анкета изјавиле 58% анкетирани дека ќе излезат на гласањето. Ние, базирано на второто, контролното, и тоа земајќи ги предвид 10, 9 и 8, ние предвидавме 44% излезност. На крајот испадна дека само тие што на вистина биле скроз сигурни дека ќе излезат, што рекле десетка на тоа прашање, на вистина излегле 37. Се имаме од една страна слична ситуација, пак 37 велат дека сигурно ќе излезат и веројатно на нив може да се смета како минимум. Од друга страна, е поверојатно дека ќе има и од овие со 9 и 8 овој пат ќе излезат, бидејќи, да не забораваме, таа анкета беше правена пред ВМРО-ДПМН да го искаже ставот на 10 септември, кој на некој начин беше повик за тивок бојкот, кој придонесе да падне цензусот во излезноста во референдумот, но овој пат имаме активен играч од двете страни на кампањата и поверојатно дека на вистина ќе излезат и оние што рекле 9 или 8 и тоа не доведува до нека бројка од 55%. Ако ова се задржи како тренд и во вториот круг, не правевме посебно за вториот, меѓутоа ако се задржи и ако се смета на овие сигурни 37%, тогаш може да се очекува дека ќе се постигне цензусот во вториот круг. Може би тенко ќе биде, но блиску, но веројатно да се очекува постигнување. Пак пред кампања сме, цел месец не знаеме како ќе
играат играчите и Да, не со знаеме сите- што ќе значат резултатите. сите- Дали тоа првиот ќе огради, предизвика да. радикален одговор на некој од учесниците и бојкот на вториот. Да, како вие ќе ги протолкувате? овие Има многу непознати. предвидувања, прогнози се, ја би но не сигурни. Ова е се така, ако ВМРО не повика на бојкот, повторно Или не СДСМ. знаеме, или СДСМ, она што е известно секако е дека 37% барем ќе имаме излезност на изборите, што не е доволна. Дали да ги земеме предвид во анализата и во прогнозата овие што не се сигурни најмногу, туку се можеби со 8 и со 9, како што рече Кржаловски, ја би бил резервиран тука сепак, со оглед на тоа што има и голем бран на разочараност и дефетизам кај граѓаните од политиката генерално, со оглед на процесите низ кои што поминавме изминатиот период, од стапките од владењето на правото, компромисите што ги направивме со СЈО и така натаму, перформансите на оваа влада која што потврла во некои делови, така да мислам дека таа разочараност и ги демотивира луѓето исто така да излезат на гласање. Од друга страна сме пред само што не почнала кампањата која што до 5-6% може да мобилизира дополнително гласачи. За сега ова прогноза 30 околу 37-40, односно прогноза која што вели дека цензусот е критичен, би била најобјективната според мене. И Кусо Муслио, што би било одлучувачко Значи, прво тие да се се промени? 37-40% од стандардните, пошто во анкета не учествувале тие кои не се тука. Мислам дека цензусот, сега во првиот круг немаме цензус, мислам дека во зависност од бројките кои ќе излезат во првиот круг, ќе зависи дали ќе имаме цензус. Да. А со апсолутна вклученост на сите, цензусот нема да биде проблем, мада нема да биде нешто многу и надмашен, нема да имаме 70% излезност, па дури и да се сите ангажираат и сите да излезат, затоа што просто луѓето не се тука. Мислам дека имаме константно намалување и на жителите, нели со зајакнатата миграција, но ако едната страна одлучи да бојкотира, тие 37% не значат ништо, затоа што овде не се произнеле дека ќе гласат само од левиот или од десниот блок, тука се вкупно граѓаните. Тие што рекле дека ќе гласаат се 37, па 55 нека се соберат вкупно, но тука ги имаме сите групации кои ќе гласаат, така да мислам дека во вториот круг, реално без учество на било кој од факторите, активно учество, бројките ќе бидат тешко да се постигнат, но мислам дека дента вечерта кога ќе го имаме првиот изборен круг, мислам дека ќе знаеме во кој правец ќе се движи работата. Да. Мислам дека ни е многу важно кандидатите да дадат конкретни ставови во врска со нивните надлежности. Како ќе се постават кон преспанскиот договор, како ќе се однесуваат кон реформите во разузнавањето, да речам, или пак во наместо дневните реакции како што спомнувате изминативе денови. Да. Ви благодарам на сите за учеството во емисијата. Гледате Топ тема на ваша страна. Останете на Телма и имајте пријатна вечер.